Нема превоз, нема школо. Средношколците од плачковичките села наместо во училишните клупи седат дома. Значи, втора или трета година поред има деца кои не се ставени на тендерот за превоз и не посетуваат училиште. Станува збор за околу 50 на средношколци, главно од карбинските села Парналија и Оџалија. Добро би било некој совет да преземе нешто во насока на надминување на овај проблем. Од таа насока, добро би било да се вклучат и школите со давање на податоци кои се тие ученици, од кои локации, од кои места. Проблемот со отсуството на учениците од настава не е непознат за општина Штип, но оттаму информираат дека оваа релација или не е била атрактивна за превозниците, или некои во неа препознале шанса за екстра профит. Понудата е околу 600 денари од ученик, што е навистина прилично висока сума, заради која што тендерот е поништен. По итна постапка сега ќе биде распишан нов тендер и се надеваме на некоја пониска цена, бидејќи доколку се прифати и ваква цена, прилично висока, може да се случи потоа да дојде инспекција во општина Штип и да се покрене постапка заради тоа што е прифатена голема сума за транспорт на учениците. Во овој момент тоа беше единствената можност да се направи, да се раскине тендерската постапка и да се распише нова, со надеж дека новиот превозник кој што ќе конкурира ќе понуди помала цена и дека таа ќе биде, така да кажам, соодветна за општината и дека ќе можеме да ја подмириме истата. Во тек е постапка за нов тендер и интензивни преговори со превозниците и директорите во обид да се најде начин проблемот да се реши. Во меѓувреме, наставата си тече, но не и за учениците кои чекаат некој да ги однесе до училиште и назад. Како и колку ова ќе се одрази на успехот е друга работа.